од Господа, што ни дава живот, здравје и што ни дава прилика да можеме вака да се дружиме. Видите, преку ова техника било каде да се наоѓаме, можеме да бидеме блиску. Фала му на Господа. Што да кажам за мене, онака, значи сите сме ние грешници, зависиме од Божјата милост. Ако нема Божја милост, ние не можеме ништо без Бога. Ај неколку само збора чисто вака. Имам семејство, сопруга и две деца, син Јонатан и ќерка Стина. Синот веќе 25 години има, ќерката 15. Радосна ве што сакам да кажам, мојата ќерка вика, татко вика, од почеток на годината сакам да почнам полека да проучувам Словото со тебе и сакам оваа година да направам завет со Господа. Тоа е нејзина одлука, некаде околу 16 години ќе наполни, сака со 16 години да направи завет со Господа. Јас за тоа многу се радувам. А ова година треба и мојот син да се ожени, исто во август, така да тоа се две големи радости за мене, затоа што за секој проповедник прва негова црква треба да биде семејството. Семејството треба да биде прва црква. Значи сопругата, која што ми дава голема поддршка, синот и ќерката. Молете се да Господ не употреби според неговата волја. Имам многу искуства кои би можел да поделам со вас, но немаме многу време. Мене времето ми е многу кнап, многу активности, фала на Господа. Господава, тоа се не е ништо од нас. Ама без Бога, без Светиот Дух, без молитва, без Словото, без црквата, без Исуса, ништо ние не можеме. Така да секој утро кога ќе се пробудиме, да му благодариме на Бога што ни отвара очи, што дава сила срце да ни чука и што има Господ добар план за сите. Така да ви уште една минута би сакал да кажам пред да ја најавам темата. Не знам со кои искушенија и проблеми секој од вас се соочува сега во овој момент. Не знам низ какви неволи поминувате. Не знам низ какви терети носите сега моментално. Не знам. Но едно знам. Дека Божиот план за секого од нас е совршен. Бог многу добро не води. Ние не сме повикани да го разбереме Бога. Ние сме повикани да му веруваме на Бога. Да му веруваме на Бога. Може би има некои работи во вашиот живот што не ги разбирате. Сигурно имате. Можда поминувате низ некои тешки моменти. Можда на личен план, на здравствен план, на брачен план, на финансиски план, на црквен план. Али знаете една работа. Ако отвориме срце на Бога и дозволиме неговиот добар свети дух да не води, Господ ќе ни даде многу искуства, многу радости, многу благослови. И ние би го прифатиле Божиот пат како не води, вели духот на пророштвото, слугинката Елен Вајт, кога би го знаеле крајот од самиот почеток. Ние не го знаеме крајот од самиот почеток и понекогаш ни е чудно како Бог не води во животот. Ама секогаш Божиот план е најдобар. Ете, тоа само сакам да кажам на самиот почеток, како еден мал вовет. Инако, еве, јас сум тука во Скопје живеам, во Македонија, во Шуто Оризари, тоа е најголема ромска населба, да кажам. Има многу илјади луѓе кои што живеат тука и по странство се отидени сега многу. Имаме молитвен дом тука во Шуто Оризари на улица Нов Живот, 48. Ова е едно големо искуство. Во Шуто Оризари имаме преку 50 улици. Бог, кога одлучи да се направи молитвен дом, ни даде молитвен дом на улица Нов Живот. Нели е тоа искуство големо со Господа? И знаете што е интересно? Пред колку време
20 години има веќе колку е посветен молитвениот дом и повеќе. Тогаш кога бил посветен молитвениот дом, имавме 48 верника. А бројот на нашата улица е 48. Нов живот 48. Сега бројките се променија, 84 не има. Али фала му на Господа, не се противиме да имаме и 100, 150, 200, камо среќа да Господ благослови све и да има многу луѓе. Така да Господ е добар, Господ е милостив, има многу заинтересирани пријатели, верувам дека големи нешта ќе се случат. А знаете ли кога ќе се случат? Еве сега насловот на темата. Кога ќе падне оган од небото. Ете, тоа е насловот на нашата тема. Кога ќе падне оган од небото. А кога тоа ќе се случи? Кога ќе падне оган од небото? Да ве прашам нешто. Дали во историјата некогаш падна оган од небото? Да, падна оган од небото. И сега има неколку примери, но мислам на примерот кога еден посветен човек се молел на Бога во една гора, гора Кармил. Сам беше, ама Бог беше со него. Имаше многу други свештеници од други религии, а тој беше сам во Божје име. Како што беше сам и Давид против Голијат. Како што многумина од нас сами ќе треба да се избориме за многу нешта. Ама Бог е со нас. И тогаш тој посветен човек Илија се молел на Господа. И еве го текстот во Прва Царевите 18 глава 38 стих вели: тогаш падна оган Господов од небото и ја запали жртвата. Кога? Ке дојдеме. Оваа тема има 5 важни прашања. 5, а 6-тото се резултатите веќе. Али генерален одговор, кога искрено од срце ќе се молиме на Господа. Кога ќе го оставиме гревот, кога ќе го бараме Господа, кога ќе се посветиме на Господа, кога ќе го побараме лицето Господово, кога Бог ќе биде прв во нашиот живот, кога ќе го сакаме со срце и душа, тогаш оган од небото ќе падне. Тогаш молитвите наши ќе бидат услишени. Дали може би сега некоја ваша молитва не е услишена? Дали може да чекате денови, седмици, месеци, а молитва не е услишена? Зошто? Бог знае, има причина, но само сакам да кажам една работа. Еден теолог кажал една мисла. Млаките молитви или ладните молитви на патот ко небото се смрзнуваат. Да повторам. Ладни молитви на патот ко небото се смрзнуваат. Значи Бог очекува топли молитви да имаме. Бог очекува од срце молитви да имаме. Не ладни, не млаки, не формални. Не, топли. И ова тема што ќе учиме сега, ова молитва што ја упати Илија, беше топла, силна молитва. Молитва која што допринесе да слезе оган од небото. Да спомнам, во Библијата имаме најмалце 4 слики. 4 слики за изливањето на Светиот Дух. Тоа е најважно. Ова тема е всушност за изливање на Светиот Дух. Тоа е една од најважните теми за кои треба да разговараме. 4 слики за изливање на Светиот Дух. Дали се сеќавате некој да ми споменете? Едната е огин. Да, во Педесетница, али слики со кои се употребени да се опише работата на Светиот Дух. Прво оган. Дожд. Уште 2. Ветар, тачно 3 и уште едно. Масло, улје. И може 4 теми за ова да се зборува. И сите се многу важни. Може би некојаш ќе седнеме ќе учиме за тоа.
Али вечерва би сакал да збориме за огинот од небото. Ајде ќе одиме слика по слика. Прво прашање, што представува огинот во Библијата? Ај сакам да ве слушам и вас малце. Да не зборам само јас. Можам, али сакам комуникација, сакам конверзација. Свјатиот дух, оган. Тоа е прво, точно. Друго? Верата. Добро. Божјето присуствие. Точно, амин, баш така, Божјето присуствие, баш така. Еве одиме. Огинот е символ на Божјата присутност. Да не смета ова тука да го тргнам што пишува, хај, можда не се гледа презентацијата. Да кликнам тука? Да. Да. Значи, огинот е символ на Божјата присутност. Сега моето прашање. Секогаш кога нешто од Библијата кажувате, секогаш кога нешто од Библијата докажувате, треба да бидете спремни со библиски стих или библиски настан тоа да го потврдите. Кој настан од Библијата ќе го потврдите за да кажете дека огинот е символ на Божјата присутност? Може би при Мојсеј во капината. Точно, тоа е едно. Има неколку? Друго? Слободни бидете. Заедно ќе го учиме ова, но сакам да учествуваме. Добро? Ќе одам, нема да ве мачам. Првата слика. Да, и 50-ница, точно, тоа е втора слика. Точно, 50-ница, втора слика. Еве го првиот пример. Се сеќавате ли на ова? Прв пат во Библијата каде е споменат огинот? Кога Адам и Ева погрешија и кога ангел со каков мач стоел? Со пламен. Огнен меч. Зошто? Сакајќи да каже, таму е Бог, а надвор од Бога е гревот. Не може гревот и Бога да бидат заедно. Адам и Ева направиле грев, постанале грешни. И тие излего од Еден. Тие не можеле да бидат во Божјата присуство. Зошто? Затоа што гревот и Бога не оди заедно. Така ли е? Тоа е прв пример. Втор пример. Уништувањето на Содом и Гомор со оган. Се сеќавате? Ова е втор библиски пример, кога Бог пушта оган од небото. Зошто? Затоа што Бог не може веќе да го поднесе гревот таму. И Божето присуство тука го уништува гревот. Бог доаѓа и го уништува гревот. Тоа е една слика како на крајот Бог и го уништи светот. Одиме понатаму, еве она што рече сестрата, Бог стеава на Мојсеј каде? Во капината. Тоа е трет пример. И Бог вели, јас сум тука. Божето присуство во капината. Мојсеј е тука, Бог е тука. Четврти пример. Што се случува со Надав и Авијуд во Мојсеевите книги? Дали тие почитувале она што Бог го барал од нив? Не. Како влегле во шаторот? Пијани, несовесни, неодговорни. Грев внеселе таму, а Бог не може го трпи гревот и го уништи, ги уништи. Бог требаше да во светилиштето, Бог е во светињата, во светилиштето. И замислете, ѓавол преку овие сакал да го доведе гревот. Сакал гревот да биде дел од светињата, не може. Светињата е место каде што се чистело гревот. И Бог пушти оган да се очисти гревот. Пета работа, пророк Илија на гора Кармил. Ќе збориме за тоа после, само спомнувам, тоа е пети пример. Каде што е спомнат огин, каде што е Бог поврза. И шести пример, некој кажа, апостолите кога примаат Свети Дух на Педесетница, секој од нив што добил? Оган, во облик на јазик, Божје присуство. Тогаш силно проповедале и илјадници луѓе се обраќале. Добро, под број 2, одим има 5-6 прашања. Како гласи второто прашање? Што ќе направи огинот кога ќе падне? Прво видовме што представува огинот, Божјето присуство, видовме 6 примера,
А сега под број 2, што ќе направи огинот кога ќе падне? Што ќе направи? Значи, тој има мисија огинот, цел има, треба нешто да направи. Еве неколку нешта сакам да спомнам. Што пишува тука? Ке ги запали и тргне кавгите и недоразбирањата. Да ве прашам, драги мои браќи и сестри, имате ли кавги меѓу вас недоразбирања? Дали некого не поднесувате? Дали имате нерачистени сметки едни со други? Ако останеме така, ќе примеме ли Свети Дух? Не ќе можеме. Затоа Бог очекува да го бараме сите наши кавги, недоразбирања, нерачистени работи, да ги средиме, да ги расчистиме. Зошто? Затоа што не можеме да го добиеме оној вистински оган од Светиот Дух во облик на позен дожд. Секој ден Бог ни дава мал оган кога се молиме, да кажам, кога се посветуваме, кога читаме, со намера да расчисти терен, за да може големиот оган да падне и да едноставно направи бум во ова земја. Што ќе направи огинот уште кога паѓа? Овој, сега, првиот огин, да кажам така, малиот. Ќе го очисти што? Телесниот ум. Во Библијата имате две работи, често едноставно има борба меѓу нив. Тело и дух. Телесен човек и духовен човек. Римјаните 7 глава, што вели таму Павле? Опишува своја борба. Тело и дух, како се борат. Во Галатите, што вели Павле? Кои се делата на телото, а кои се делата на духот? И што може само телесен ум, телесно срце да биде очистен? Со што? Со огин. Тоа е втора работа. Трета работа. Зошто ќе се даде? Што ќе направи огинот? Трето. Ќе ни даде сила да го проповедаме Евангелието. Да, што вели Исус? И ќе примите сила кога ќе слезе Духот Свети при вас и ќе ми бидете сведоци. Кога? Кога огинот ќе падне. Огинот има во себе сила, Светиот Дух, за да може да ти употреби да ја направиш Божјата волја. И како резултат на тоа, што ќе се случи? Ќе се промена човечки животи. Човечки живот не може да биде променат без делување од надвор. Ние сами не можеме сами да се промениме. Немаме ние капацитет, немаме ние решение, немаме ние лек. Кога ние би можеле сами, Бог не ни треба. Ама ние без Бога не можеме. Бог ни е неопходно потребен. А Бог кога ќе го пушти огинот, тогаш тоа ќе се случи во нашите животи. Ајде да повториме, да ве прашам, кои се 4 нешта? Ајде да ве слушам. Прво, да вратам. Што е прво? Кавги недоразбирање. Второ, телесниот ум ќе се очисти. Трето, ќе се даде сила да се проповеде Евангелието. И четврто, ќе се што? Променат човечките животи. Еве, тоа е мисијата на огинот. Огинот тоа ќе го направи. Сега, каде треба огинот да падне? Каде? Кај комшијата? Кај братот? Кај таму тој? Не, па тој, јас сум добар. Мене не ми треба. Јас читам Библија секој ден, ја ова, ја она. Како оној фарисеот, молитвата и цариникот, нели? 2 пати постам, ова, нели? И ние имаме цел спектар, што све ние правиме. Видите? Бог вели, испитај се себе си, а моли се за другите. А ние ги испитуваме другите, а се молиме за себе, така? Треба да внимаваме за тоа. Значи, Господе, нека Твојот добар Свети Дух едноставно во облик на оган нека слезе во моето срце. Jer видите, само обратен човек може други да обраќа. Само посветен човек може други да поттикне на посветување. Само човек што е од молитва може да ги покрене другите на молитва.
И само човек што дозволил огинот од Светиот Дух да влезе во неговото срце, може Бог да го потреби тој огин да го пренесе на другите. Се служувате? Знаете ли од каде ќе почнат промените во црквата? Од кај треба да почнат? Што мислите? Од мен самиот. Не од председателот на Генерална конференција. Од председателот на Унијата. Од пасторот во црквата. Добро кажавте. Од мене, од тебе, од сите нас. Тоа го знаеме. Затоа треба да се молиме, Господе, нека влезе Светиот Дух во облик на оган во мене. Одме понатаму. Да прочитам. Бог најнапред стави оган во срцето на пророкот Илија. А пророкот Илија беше инструмент во рацете на Бога. Со него Бог го оствари својот план. Се сложуваме? Замислете кога Илија би бил незаинтересиран. Кога би бил човек формалист. Дали можел Бог да го потреби? Не. Затоа Бог гледа денеска кај верниците во срцето, гледа чие срце е отворено да добие оган од Светиот Дух. И Бог е... Вие знаете, да ве подсетам, еден грчки филозоф, Диоген се викал, кога зел еден фенер и кога среде ден отишол меѓу луѓето, а дење се гледа, и кога зел фенер и доаѓа кај луѓето и ги гледа во лицето. И оди кај друг, подига фенер, го гледа во лицето. И поминувани су многу луѓе така. И го прашуваат, и луѓето се прашуваат, вика, што прави овој познат филозоф, вика? Вика, да не скренал со умот, вика. Дене, вика, не е ноќ. Се гледа, вика, со што зема фенер, вика, и оди кај луѓето и ги гледа во лице. И знаете што вели, нели одговорот? Предпоставувате. Вика, барам човек. Барам човек. И Бог денеска бара верник, бара посветен верник, кој има отворено срце да добие Свети Дух, за да може да го употреби. Таков бил Илија. Илија имал отворено срце. Но дали само на Илија бил тако? Што вели Библијата за кого уште Библијата вели дека имал отворено срце да прима сила од Светиот Дух во облик на оган за да го употреби? Јован Крстител. Гласот во пустињата. Бог го оствари својот план со него. Еве ви текст, имате текст во Библијата кој што пишува и вели Јован Крстител, за него се кажува, тој беше видело кој гореше и светеше. Има текст, не е ставен тука, ќе дојдеме на него, но ова стои во Библијата. Јован Крстител беше видело кој гореше и светеше. Замислите, драги мои браќи и сестри, горе во небесните книги за тебе и за мене да пишува. Не знам. Ајде, Љупчо, мојот син, е видело кој гореше и светеше. Димитрина е моја ќерка која што е видело, која што гореше и светеше. И сега сакам секој од вас да... Замислите, убаво ли е тоа? А кој одлучува? Кој одлучува за тоа дали ќе бидеме видело, кој ќе гориме и ќе светиме? Кој? Ние самите. Да. Божиот оган има две работи. Треба да свети, човек што го прима, и да гори. Вие знаете, пред второто Христово доаѓање светот ќе биде во темница. Духовна темница. Некој треба да свети. Пред второто Христово доаѓање, луѓето ќе бидат млаки, ќе имат потреба од некој што ќе гори во нивната средина. Да, вистината што ти и јас треба да ја проповедаме, треба и да свети и да гори. Тоа е Божиот план, кој што Бог сака да ги употреби. И вие ова го знаете. Христијанската адвентистичка црква е третиот Илија. Бил Илија првиот, вистински, физички, кој што е на небото. Јован Крстител, вториот Илија, кој што зверски бил едноставно убиен. И ние сме третиот. Дали приметувате интересно сега? Ајде да ве прашам, дали и Илија и Јован Крстител имали иста задача? Сакам одговор. Да? Да. Дали двајцата биле оган? Дали двајцата биле оган? Да.
Дали Бог и двајцата ги употребил? Да. Сега интересно прашање. Дали исто завршиле? Не. Едниот каде? Горе. А другиот? Како завршил? Како завршил? Што ова кажува? Не знаеме како ќе завршиме. Ама мисијата ни една, надежта ни една и платата ни една. Таму, да. Како верници на христијанска адвентистичка црква, ние треба да бидеме третиот Илија, кој што Господ ќе ги употреби да гори и да свети. Сега одиме на четвртото клучно прашање. Кога огинот ќе падне? Кога огинот ќе падне? Ајде дозволете заедно со мене, ако имате Библија пред себе, да отворите Прва Царевите 18 глава. Jer тука во Царевите 18 глава ќе направиме една анализа. Ќе споменеме 10 или 11 причини. Тука имате во Прва Царевите 18 глава, каде што го имаме извештајот со Илија на гората Кармил. Имав прилика пред 10 години да го посетам Ерусалим. Божја милост беше тоа голема и тие 10 дена кога бевме со водачот, имавме еден наш посветен проповедник кој што не водеше, а имаш еден палестинец исто кој што не водеше, кој што многу ги познава добро тие работи и не доведоа во градот Хаифа. Тоа е еден од многу бавите градови. Пред това Средоземното море, Бахајските градини се тука блиску Хаифа, значи, а горе над Хаифа се наоѓа гората Кармил. Ми беше чест да бидам присутен на местото каде што пред неколку илјади години Илија горе на гора Кармил се собрал со валови свештеници и тука тој проповедал кој е Бог. И по Прва Царевите 18 глава имаме извештај за тој настан. И ајде би сакал да ги спомнам тие 10-11 колку има причини или подготовки што треба ти и јас да ги направиме за да огинот од Светиот Дух падне и на нас пред второто Христово доаѓање. Можете ова да си го запишете или може би ова се снима, да си слушате, тоа е убаво, на мир дома го ќе одите денес, утре, деновиве, да размислувате за овие 10-11 важни работи, тие се клучни, најглавни во сето ова што сега ќе го кажеме. Ајде одиме поред. Дали има некој меѓу вас Библија? Ако има, би сакал да ги прочита стиховите што се запишани тука. Некои стихови ќе ги прочитаме. Ајде прво, Прва Царевите 18:1. Секојаш треба Библијата да се чита. Кој сака да чита, да имаме и комуникации други да учествуваат, да не зборам само јас. Ама тук на 18 глава първо за Саул и Давид. Първо царе. Грешка да не, се извинувам. А зависи како е таму во Библијата ваша, значи трета да не е таму. Ај видите затоа што знам. Наверојатно трета. Да, кај вас трета е затоа што тука малце Да. Ајде 18 глава. Ја одам према овој тука што го имам. Да, тука е кај мене Прва Царевите 18 глава. Извинате, трето царе. Да, ајде. Трета Царевите. Читайте 18:1. И след много дни Господното слово беше към Илија, третата година на ступата и каза: Иди, покажи се на Ахав. Зачита ли още? И ќе пуштам дожд на земјата, така пишува. Тоа е првиот стих. И се пратя дъжд по лицето на земјата. Така е првиот стих. Дали гледате како почнува првиот стих? И тука е клjuč. Не треба да ги заборавиме, има во секој стих има клучен збор. Знаете ли кој е клучен збор во првиот стих? Дојде словото Господово на мене. Кога огинот ќе падне на Светиот Дух врз нас, во срцата наши? Еве го одговорот. Кога знаеме дека нашата вест од каде доаѓа? Од Бога. Дали на Илија му текна сам да оди кај царот Ахав или добил од Бога вест да оди?
Ова е многу важно. Кога сме свесни дека нашата порака не е наша, него е Божија. Кога Бог ни проговари, вели стани, оди. Во Божиот налог има сила. Затоа ве молам на почетокот на ова година, јануари сме, молете се да го слушнете гласот Господов. Да имаме сите ние такви уши што ќе го препознаеме Божиот глас и ќе кажеме ова е Божи глас, одам. Каде ме праќаш, таму одам. Еве, тоа е првата порака што сакам да ја поделам. Значи, кога знаеме дека нашата вест доаѓа од Бога, тогаш ќе падне огинот. Втора работа, кога ќе падне? Читајте 12 и 15 стих. Ще стане така, че когато си отиде от тебе Господния дух, не знам къде, и когато отиде и каже на Ахав, и той не те намери, ще ме убие, а когато ти се бои от Господа, му доста си. И 15? Детето плаче, може много силно. Добро, ајде пред интерес на времето, стиховите ги имате тука, јас само ќе кажам главните мисли, а вие со стиховите ќе си ги лично проучување, ќе си го тоа онака, значи, образложите добро. Во овие два стиха имаме нешто интересно. Постојат две можности. Да гледаме на околности какви се, или да не гледаме на околности, да гледаме на Бога. Ако гледаме на околности, на ситуации, на проблеми околу нас, никогаш огинот нема да падне. Затоа што околностите и ситуациите можат да бидат лоши. Ама Илија знаел дека пораката доаѓа од Бога и затоа не гледал на околностите. Драги мои брати и сестри, ако сме свесни дека пораката доаѓа од Бога, тогаш нема да гледаме на околностите и тогаш ќе падне огин од небото. Трета работа, 18:27, ни кажува, еве јас ќе прочитам тука овој текст. Тогаш пристапи Илија кај целиот народ и рече: до кога ќе храмате на две страни? Ако е Господ Бог, одете за него. А ако ли е Ваал, одете за него. А народ не одговори ниту збор. Значи, ова беше најголемата потреба на Илија. Jer замислете, тука Илија да бил поразен, тука Илија да доживеел неуспех, главата ќе му летнала како на Јован Крстител, ќе го бие тука онака, значи. Ова беше ситуација да се биде или да не се биде, да се покаже кој е Бог или едноставно да се остави ситуација таква каква е. И Илија тука играл на карта, ако можам така да кажам, на се или ништо. Ама играл на таа карта затоа што знаел дека пораката е од Бога и не гледал на околностите. Значи, секој нареден чекор е скала. Во првиот чекор веста доаѓа од Бога. Во вториот чекор Илија не гледа на околности. Во третиот чекор тој гледа дека ова е најголема потреба, најважен момент. И неговото име е Илија, а Илија во превод значи Господ е Бог, а не Вал. Со своето име, со своето присуство, Илија сведочил дека е тој Божи представник. Така да, тука во оваа ситуација, овој текст сака да ни кажува дека огинот ќе падне кога нашата потреба ќе биде најголема. Четврта работа. Огинот ќе падне кога ќе ја проповедаме радосната вест. Видите, драги мои, не може Светиот Дух да биде излин ако проповедаме бајки, приказни, ако проповедаме нешто така лесно, да угодиме на луѓе, да не укажеме на грев, да не укажеме во кое време живееме, да мислиме дека Исус ќе дојде за едно стотици години, знаете. Не, радосна вест, радост. Значи, а радосна вест е Евангелието. Исус умрел за нас, Исус има план за нас, Исус го дал животот за нас. Ете тоа Бог сака да го проповедаме и тогаш ќе слезе Светиот Дух. Пета работа. Исто прва Царевите 18:27 кога ќе се направи анализа. Огинот ќе падне кога ќе ги доведеме луѓето пред точка на одлука. Ајде да ве прашам нешто. Зошто Бог да го пушти Светиот Дух врз нас да падне,
ако ние не ги донесуваме луѓето пред одлука. Замислите, излегувате во сабота во црква да проповедате затоа што сте на ред на распоред, не затоа што сакате, него можеби да се представиме пред луѓето, да се покажеме, без да им упатиме апел, без да ги донесеме на одлука. Која е причината да се излие Светиот Дух во такви проповеди? Која е? Значи, Светиот Дух или огинот ќе падне, кога ќе ги доведеш луѓето пред одлука, да кажеш, брате мои и сестри, имаш две можности. Или ќе бидеш за секојаш со Бога на небото, или ќе останеш за секојаш изгубен. Нема трето. Каде ќе ја поминеме вечноста? Горе со Бога, со ангелите за секогаш и доле на обновената земја, или за секогаш ќе бидем изгубени? Заед секогаш го ќе проповедаш. Доведи ги луѓето, пријателите пред одлука, да одлучат или да бидат со Бог или не. Ако тоа не го правиме, ако нема апел, нема ефект. Пета работа. Ова е многу важно. Шеста поправа. Огинот ќе падне кога ќе се вратиме на Божиот олтар. Кога ќе го поправиме и употребиме. Знаете ли прво што направил Илија? Прво им дал предност на валовите свештеници. Вие знаете тоа. Ајде, вика, прво вие викајте ги вашиот Бог, нека тој прво се покаже, јас ќе седам на страна. Чекал и ништо не се случи. После, кога дошло време Илија тоа да го направи, што направи? Дали приметивте? Прво го созидало олтарот. Олтарот кој што со години, 3,5 години немаше дожд. Олтарот беше разрушен. А олтарот е символ на богослужение, каде што се принесуваат жртви. Не се принесувало жртви на Бога. Олтарот бил разрушен. Немало лично богослужение, немало семејно богослужение. А како може Светиот Дух да биде излиен кога нема лично, нема богослужение? Значи, огин ќе падне кога едноставно, кога ќе го обновиме олтарот Божи, личното богослужение, семејното богослужение, кога ќе го реформираме богослужението во црква, да биде на прослава на Бога, Бог да биде прославен, тогаш Светиот Дух ќе биде едноставно излиен. 7. Огинот ќе падне кога нашите околности ќе бидат такви што само Божјата сила може да ги осветли. Слично како и претходното. Со други зборови, зависни од Бога. Илија не отишол со теолошко образование пред нив да им каже проповеди сега, да им земе грчки, еврејски јазик да им зборува тука, да им го наполни умот, знаете, онака со теологија. Илија отишол, што? Срцето, да го допре срцето. Знаете ли што понекогаш е наш најголем проблем како адвентисти? Вистината ни е тука, ама често пати не ни е тука во срце. Или имаме проблем? Проблемот се тие 30-тина, колку? 30 сантиметри, како вистината од тука да слезе тука. Јер се додека не е тука, се додека не е во срце, нема акција, нема волја, нема енергија. Се додека е тука, ние сме филозофи. Кога сме тука, ние сме сведоци Божи. Да се молиме на Бога вистината од тука да падне тука. Тогаш ќе биде другачи. Тогаш се ќе биде другачие. Илија сватил дека само Бог тоа може да го направи и со вистина тука излегол пред луѓето. 8 работа, слично. Огинот ќе падне кога? Кога ќе сакаме славата да ја припишеме на Бога. Знаете, вие знаете за лаодикејците што пишува во Откривение 3 глава. Тие се многу горди. А знаете, лаодикејците не се тоа некои таму тие, тоа сме ние. Постои голем проблем кај нас. Гордост. Гордоста може да биде огромен проблем. Да биде пречка огинот да слезе врз нас. Да си ја препишеме ние славата за нас. Не. Гордоста го тргна Луцифер од небото. Да. Зошто апостолите не го примиле Светиот Дух додека Исус бил со нив? Биле горди. Ајде да ве потсетам само еден настан. Се сеќавате во една прилика кога еден татко донел свој син болен пред апостолите да го исцелуваат. Што направи? Не мога. Дали ти успеа да го исцелат? Не. Колку апостоли биле? Исус со тројца апостоли бил каде? Горе. И колку апостоли останале? 9.
9 апостоли. И почнале еден по друг да се менуват и почнале да се фалат. Можда прв дошол Филип. Чекај, јас ќе покажам како да го ицела. Отишол во своја сила. Успел? Не. Доаѓа Андрија. Не бе ти, Филип, ништо не знаеш. Јас ќе одам сега, јас ќе покажам. И отишол. Дали успел? Не. А Тома од страна вели, види овие двајца се карат, ништо не знаат. Идам јас сега да им покажам како тоа треба да биде. Успел? Не. Отишол Натанаило. И сите се ределе. А знаете кој девети седел на страна и ги гледал и им се смеал на сите? Јуда. Ајде, вика, ќе чекам сите да пробат да видам дали ќе успеат. И кога никој не успел, вика, ништо вие не знаете, идам јас сега да направам. И успел Јуда? Не. А татко останал во исти проблем. И после доаѓа Исус со тројца ученици, а таткото со иста мака вели, абе, вика, има мака, бе, синот мој, плаче, рони солзи, вика, го донесов својот син кај вашите апостоли, ученици и не ми помогнаа. Дали приметивте што Исус кажал во таа прилика? До кога ќе ве трпам? На кого кажал? На неверниците? Не. На учениците. До кога ќе ве трпам? Видите, драги мои, славата се припишува на Бога. Само тогаш огинот ќе слезе. Без тоа ништо. Следна работа. Огинот ќе падне кога сме послушни на Божјата реч. Послушноста донесува сила. Имаме една цела тема за таа. Многу интересно, можда во некоја прилика тоа ќе го проучиме. Најголем наш проблем е да бидеме послушни. Знаете. Послушни. Само да ве подсетам. Вели, многуми на мене ќе ми кажат во оној ден. А знаете ли на кого се однесуваат овие зборови? На верните, не на неверните. Господе, во Твое име сме направиле. И редат. Ѓавол изгонувавме, чуда правевме, нели, и целувавме таму све. Тие зборуваат за себе. Што тие прават? А Исус што им вели? Не ве познавам затоа што не сте послушни. Имаме една тема. Жртва или послушност? Што Господ цени? Жртва или послушност? Размислете за тоа. Ако сакаме огинот да падне, потребна е послушност. Да, жртвата е важна, ама жртва без послушност не е вредна. Jer овие луѓе што веле, што рекоа, нели во Твое име изгонувавме демони, чуда правевме, тие се повикувале на својата жртва. Со други зборови сакаат да кажат, па гледај што сме направиле, те молам, отвори на вратата да влеземе во царството. Тие гледале на себе, а Исус вели не. Тоа не е услово да влезеш во царството. Условот е да бидеш послушен. Тогаш може огинот да падне. 10-та работа. Огинот ќе падне кога ќе сакаме другите луѓе да ги вратиме кај Бога. Драги мои брати и сестро, што е твојата и мојата преокупација? Да ги вратиме луѓето кај Бога? Или што? Дали ни гори тука нешто во срцата, кога е во прашање спасението на луѓето? Огинот нема да падне, ако го немаме тоа во себе. 11-та работа, последна. Огинот ќе падне кога? Кога ќе бидеме победници во молитва. Победници во молитва. Знаете, Јаков 5 глава што пишува 17-18. Вели, а Илија беше смртен човек. Човек, обичен. Се помоли на Господа, после 3,5 години и падна дожд. Сака и да кажа, тој беше човек, обичен. Ама човек што се бореше во молитва. И беше победник. Кога последен пат сме се бореле како Јаков во молитва? Кога сме ги поминале Јакововите маки? Кога? Во молитва. Еве, тоа се 11 нешта кога ќе падне огинот врз нас. И еве сега кои се резултатите. При крај сме, еве уште малце имаме. Кои биле резултатите од паѓањето на огинот во времето на Илија? Се појавил што? Мал облак, како дланка човечка.
се повеќе што? Растел и после тоа падна што? Падна дожд. Кои ќе бидат резултатите од паѓањето на огинот во наше време? Еве ги сега последниот слайд. И тука застанувам. Еве ги резултатите. Стотици и илјадници верници се видени како ги посетуваат семејствата и пред нив го отвараат Словото Божие. Срцата беа осведочени со силата на Светиот Дух и се приметуваше дух на искрено обратување. На сите страни вратите за ширење на Евангелието беа отворени. Светот изгледаше како да беше осветлен со небесно влијание. Драги мои, ова е пророштво. Ова пророштво го дал Бог. И ова пророштво го дал Бог затоа што сакал својот народ да го информира што ќе се случи пред неговото доаѓање. И знаете што ме радува? Вика, стотици илјадници верници. Не 1, 2, 3, 5, 10. Стотици илјадници. Слугинката Господова ги има видено како проповедаат. А знаете зашто? На овие стотици илјадници огинот Божи слезе во срцето. И главно прашање на крајот е дали огинот ќе му дозволам да падне во моето срце. Господ да ни помогне, драги мои браќи и сестри, да му дозволиме тој оган од небото да падне во срцата наши, а потоа многу лесно ќе падне кај другите. Господ нека не благослови, Господ нека не даде сила, Господ нека не даде искуство. Сакам ова да биде искуство за сите нас, да се радуваме што сме Божи деца. И сакам после да се молам на Господа, кога сестрата Еве ќе каже понатаму што треба. Амин. Амин. Много благодаря. Имахме малко проблем с звука, но по време на проповедта всичко беше добре. Много благодаря, брат Зехар, че беше между нас. Радвам се, че можем